Сакам да ја споделам со вас мојата гордост, но и одговорност, што ја предводам најмултиетничката листа за кандидати за пратеници, не само во изборната единица 5, туку и во цела Македонија. Ова бројка овде на присутни е најдобар доказ дека преродбата пропадна. Да, се надгради, ама бројот на станови на Милошовски. Во Македонија 650.000 луѓе живеат во сиромаштија. 330.000 се невработени. Сите сме заглавени до гуша во долгови. Новата влада на Социјалдемократскиот сојуз превзема обврска еднаш за секогаш да го реши проблемот со стечајците. После 5 јуни превземаме обврска сиромашните, постарите од 65 години и децата до 14 години нема веќе да плаќаат здравствена партиципација. Без страв ќе одат да земат лек. Добро вечер, Кичево. Се ми личи на 2002. Ке им се повтори 15 септември. Толку го збореа, ке им се повтори 15 септември. И вчера и завчера. И овде во Кичево и во Охрид. Вели, јас барем градам тениски игралишта. Што градеше СДСМ? Па еве од Кичево да му кажам, ако не знае. Кога тргна господин Негруевски од Скопје во Охрид или во Кичево, се возеше по модерен автопат и до Тетово и до Гостивар. Почнат и завршен, целосно изграден во времето на СДСМ. Кога ќе се брзаш на митинзиве, ако сакаш да ја избегнеш гужвата низ Скопје, вози по обиколницата, модерен автопат, 90% изграден во времето на СДСМ. Ако и тоа ти е малку, отиди на Козјак, види го единствениот енергетски објект изграден во овие 20 години независна Македонија. Хидроцентралата Козјак, почната, изградена, завршена во времето на СДСМ. Ајде сите заедно на 5 јуни да победиме за себе, за своите семејства, да победиме за Македонија.